Започнаа градежните зафати за поставување на атмосферска канализација во Долно Оризари. Општина Битола започна со реализацијата на активностите по барање на местното население, со оглед на тоа што се работи за населено место кое се наоѓа на една од најниските точки во општината, а во минатото се соочувале со бројни појави на поплави. Паралелно со активностите за поставување на атмосферската канализација, се работи и на асфалтирање на улиците. Оваа канализациона мрежа, која што е веќе во некаква средна фаза, ќе чини 13 милиони 700.000 денари, а практично овој дел од краците кои што сега во прва фаза го планираме да се реализира, ќе чини некаде над 8 милиони денари. Но целокупниот проект ќе значи многу повеќе, некаде околу 15-16 милиони, затоа што паралелно со ова подготвуваме документација и за останатите краци, кои што во моментов можеби немаат потполна техничка документација, така што рачунам дека оваа сезона, па веројатно и дел од другата сезона, ќе работиме интензивно во Долно Оризари. Се работи за атмосферска канализација во должина од околу 5700 метри, а во однос на асфалтирањето ќе се работи на патишта во должина од 3,5 километри, во финансиска вредност од над 8 милиони денари во првата фаза од реализацијата, а конечната вредност ќе достигне 15 милиони денари. Сакаме да го заштитиме местото од идни поплави. Значи, сега ќе направиме мрежата, ќе ги асфалтираме улиците и ќе инсистираме тоа да се одржува. Затоа што најголемиот проблем, како што се сеќавате, не дека немаше одводни канали земјани, меѓутоа во голем дел од нашите несовесни граѓани беа затрупани, и водата беше спречена да се одлева во каналите до реката. Практично и затоа така е конструирано, како што гледате сега, од реката каналите се прават кон селото. Во првата фаза од поставувањето на атмосферската канализација, изградена е веќе во должина од 570 метри, а во моментот се работи на должина од 2000 метри. Каналската мрежа е предвидена да биде отворена од причини што самиот терен овде во Долно Оризари е претежно рамничарски и одиме со многу мали падови, кај што бара голема специјалност. Се работи за падови од 1 промил и помалку од 1 промил. Значи бара голема специјалност во изведбата на работите. Атмосферската канализација по изградбата ќе остане отворена, бидејќи како што велат надлежните, така ќе се придонесе кон полесно одржување, кој исто така ќе биде полесно и од економски аспект.